Се викам Стефанка Попова. Јас не сум ни телевизиски водич, ни спикерка, ни новинарка. Ова овде е заводот. Тука се пријавувам 5 години, чекам да бидам запослена. Мажот ми е исто така незапослен. Минатата година се вративме од Германија. Сигурно се прашувате зошто се вративме. Човек треба да оди од земјата, за да може да свати што таа му значи и колку таа може да недостасува. Јас имам и керка, имам и стан, но не сакам да зборувам за мене, за нас, за тоа што имаме, а што немаме. За тоа што во почетокот ви реков дека 5 години сум без работа, тоа го реков колку да ме сватите, да ме прифатите, да ме поверувате дека и јас знам што значи тоа пријавување, што значи конкурс, тестирање, што значи пријателство или вип, како што се вика. А за 5 години тоа можев да го научам. За 5 години може и факултет да се сврши, доктор да се стане. Тешко е да се чека без работа, но тешкотиите и јас и многу како мене, што овде чекаат, согласни сме да чекаме и чекаме. Но има ли ред во ова чекање? Точно ли е дека во Скопје веќе со врски и познанство не може никој да се запосли? Туку, само со критериум, кој од кога чека, дали некој од семејството заработува, дали има дома инвалид, дали е социјален случај. Вие што работите, не знам дали знаете дека во Скопје има самоуправна спогодба, но ние, што се уште не работиме и овде чекаме, не прочитувајќи ја знаеме спогодбата на памет. Зашто одредбите на таа самоуправна спогодба постојано се повторуваат каде и да влезете во една од овие врати. Се спомнуваат со кого и да зборувате о службениците на овој завод. Самоуправна спогодба има, но колку и да се повторуваат одредбите од неа, врски има и се уште познанството е најважен критериум во запослувањето. Претерав малку. Може би не за сите, но за доволен број работни организации и луѓе во нив, врската и натаму си останува врска. Не, јас не сакам никого да обвинувам. Дори сметам дека тој што запослува, прави услуга. И навистина ја прави. Но, знае ли тој ангел, тој мисионер на хуманоста, што на нас ни одзема? Колку ни одзема? Тоа јас можев да го научам во овие 5 години. Тоа ме притискаше. Соба број 1, 2, 3, 4, 5, 6. Знаете ли внатре каков разговор се води? Главно ова, работничка книжка, лична карта. Дојдов да се пријавам. Има ли нешто? И стрпи се, почекај. Добре, седи. Кога дипломиравте? На 31. 17. Административни техничар. Административни техничар, таа е колегата. Да? Ке колегата таа пријава? Е сигурно, да, пошто јас Да, сум ти више. оде со више и високо, а вие прифаќате работа Да, со седна седи. слушна спрема. Тај каде колегата. Седнете. Вие бевте? На работа Стојков каде? Никола во конзерва експорт. 6 месеци и 26 дена. Зашо напушите? Тоа е По договор бевте ли? да. Здраво. Седни си стане. За, што ти идем сега? Минатиот пат ми рековте дека доаѓаш од месец на месец, ја дојдов да видам дали има уште места, како што Стои не, некој упат. моментално имаме барање на правница, али со работни искуство бараат. Да. А вие се како припрни така да... О, не, кога ќе се бачи вака. Што да му беше? Изборувам вам, мисионеру на хуманоста. Користејќи го својот авторитет, го подарувате работното место на керката на вашиот пријател. Знаете ли на кого го одзимате тоа работно место? Може би на девојката која нема веќе нерви да чека. Или може би на човекот кој е со високо образование, а не може ни физички работник да работи. Застанете уште малку со мене. Дојдете во оваа соба, каде што е тестот за продавачки. На 30 работни места стартуваат 330.
Мица, вие од кога сте во заводот? Од 69-та. Може тука и Од 69-та Да. година. Кога сте родени? 45-та година. Каде? Село Бистрица, Велешко колие. Тито Валешко. Кога дојдовте во Скопје? Во Скопје сум дојден на 50-та година. 50-та, уште мала е. Уште мала сум. Овде завршивте што? Учителска школа. Која година? 64-та, 65-та. И вашиот смер беше? Учителска. Учителски. Да. Добро. Потоа, Мица, што сте завршиле, односно што сте работеле? Работев 9 месеца само на замена, само не ми е внесен стажот, во Кочо рацем во градинката, а иначе не сум работела ништо друго. 9 месеци ми работев. Од 65-та наваму. Толку само сте Да, работеле? да, толку сум. Нешто студиравте? Не сум студирала. Се омажите? Мажена сум. Што работа мажите? Во радио Бран работи, службеник. Служба. Да. Деца имате? Имам 2. Доведете седнете. Како се викавте? Цибревска Лиljana. Цибревска Лилијана. Лиljana. Лилијана, вие сте во заводот од 68 година. од 68 и како што гледам редовно се пријавувате. Да. Која година сте родени? 46. Каде? Во Скопје. Што завршивте? Учителска школа. Која година? 65-та, 66-та. 66-та. 6. Од 66-та наваму сте работеле, гледам само Замена, да, 5 5 месеци. месеци. Само 5 месеци за мене. Нешто студиравте сигурно за ова време. Па почнав да студирам, па се роди дете и така. Се мажете. Да. Се омажи. Што работа мажете? Мажот ми во комуналец, техничари. Деца колку рекоте? ви? Едно има. Колку е старо? 17 месеци. 17 месеци. Со кого живеете? Сами. Треба да поседнете, да малку поразговараме. Вие се викавте Филиповска Горица. Филиповска Горица, така. Во заводов сте 69-та година. Попова Стефанка. Само момент да видиме дали сте ме способни. Стефанка, вие подобро гледате од нас. И тоа користи по некој пат. Вие се пријавувате, гледам, од 72-а, така? Да, само 69-та сум пријавена и бев во Немачка ме пратила, нали, на работа во Германија. А од 69-та? Да. И бевте потврда, служба за странство потврдува дека лицето Децембар бива во 69-та, странство. јануар 70-та. Добро. Све до? Па до мај 72-та. Да, тоа бев јас. Знаете ли дека одговорите на прашањата што ми ги поставува психологот, таа ги знае подобро отколку јас. Но мора да ги чуе новата комисија, нови, секогаш нови представници на работните организации. Директоре, што го запосли наставникот од Пробештип, кој имаше свој работно место, на која од нас не го одзеде редот? На мене или на овие? Преслиева Кат. Попјанева Радмила. 5 години како се пријавам од 69. Алексова Бранка. Спрговска Коприна. Од 68. Сум жител на Скопје. 69. 67. 67. Трајковска Бранка. Ацкова Борка? Да има ли во списокот? Да. Михайлович Грозданка. Đurđević Ismeta. Петковска Велика. Бунибарова Слободанка. Ристовски Драгој. Ако некаде се прекрши редот, ако некој се посомнева, а постојано се сомневаме дека редот е прекршен, во оваа соба течат жалби, се разлеваат жалбите и поплаките. За на лекар. Во меѓувреме муж ми, како што знаете, е во затворот, има и потврда за затворот, има и потврда за колку лични доходи примаше тој пред да појде таму.
Така да јас сега сум приморана да одам на работа. Видејќи овие деца, 3 имам, другото ми е у болница. Јас знам тоа да е тачно, али видите, јас сум ептен загрозена. Со 3 деца јас треба да руча, доруча, вечера, а овие деца нема ништо. Затоа ја не може долго време да чека за работа. Во тоа време ја не сум се јавила на работа, бидејќи мажот ми работел. А сега сум принудена ја да се јавам. Ќе гледаме што тоа ќе морате почести контакти да со советодавецот држите, да се макар еднушка неделно интересирате. Па тоа да се иде ако се има со што. Директоре, јас немам ни со што да одам. Видите, па има и слободни места во војна болница за судопарачка, во Кујна. Јас ако се може таму и живеам, таму и градинката за децата да бидам таму примена. Пошто овие деца у 5 сат треба да станат да ода било каде. Ако се може. Дали војна болница ќе прими, ми онај момент знаеме кога војна болница ќе поднеси овде захтев за попуна. Пошто јас сум била, друже директор, и сум лепо питала у петок. Они ми рекле да може едно лице да се прими. Барем дали мажот ми, дали јас да се запослам? Како ние вака ќе живееме? Да имаме, да сме Кога сте биле? жител на Скопје? Па 62-га. Од 62-га? Да. Ти чекаш од 71 година. А имат што чекат пред тебе по 3-4 години, иста положба, мајки со деца. Исто барат стална работа. Скопје ги има 4000 неквалификовани жени, а 2000 се со уверења како и твоево. Со 3, со 4 деца имаме. А вие не вие морате да прихваќате и сезонска работа. Сезонска, кога ќе побарат за месец негде, за 2, ако барате работа, ќе морате и таква да прихваќате. Господин директор, ти се молам, сезонска работа, слушай вамо, ја ви кажам, сезонска работа, без куќа, немаш со скирие, што можам јас со тие деца да ги задржам? Друга нема. Децата ми учат у школа. Што е другото? За работа тржам. Почем детето ми студира, се стопира студиите због нема материјална состојба. Пред 3 месеци најдов работа, тражив тука, ми рекоа не можете. Ужаке, вие сте неквалификована. Машо шо работи? Работи службеник. Вардар. Вие сте неквалификована. Се пријавувате сега скоро, за нас е ова скоро, 72 година, на крај 72 година. Едно. Второ, ние прво неквалификовани запослуваме мајки со деца, а немат никаква издршка. Моите деца се... Знам, ама кај вас се е случило што сите ученици се. Знам. Значи, ученик, студент е дали вие кој би прихватиле, дали вие ќе се сложите, чекайте сега. Стипендија тражал, дали не му вие ќе дале, се сложите да ги прескочите сите други што чекат од 68, 69, 70, а немат никакви приходи. Ќе се сложите ли стара? Па и моите приходи се... Ама немат никакви приходи. Секој се знае своето, јас знам моето. Молим, седите. Черка ми бара работа. Черка ли, зашто она не? Една година тука е. Ствараме. Видите, она многу пати доваѓа. Обеќава ова, обеќава она, ќе биди. Најдов ми работно место, упут богати не и дава тука референт. Испраќа други. И како тоа? Добро, питате ли вие во какво состојба се најдува? Пред година и пол дена се укинати упути. Па добро, најмажена да се оставали. Страмота е богат. Како мажена? Па мажена е тука. Не е за тукашен. И он е странец, плаќа 60.000 стан. А 100 зема плата, вие знаете колку зема железарата, 90%. Па нема они да обстанат, не можат. 60 стан, 20 за струја, вода, друго, трето. А мажото од каде е? Моја маша од Кочани, не, на девојчето. Па исто од Кочани, само он е тука на работа. Од кога е жител? Па он е 71 година. И он? Па и он, али он е на работа. А како се запослил? Вие, ти, мисионеру на хуманоста, запослувајќи го синот на својот комшија од Кочани,
или Скопје, на кој од овие луѓе го одземаш работното место? На колку му го одземаш редот и му го продолжуваш заposlувањето до 1974 година? Ти, мисионеру на хуманоста, од еден проблем ствараш два. Решавајќи еден, создаваш два. Па он се запусти, што да не смека? Он е техничар, у поштата работи у железарата. Ние не можеме да запослуваме ново доселени лица. Не тоа, него ново доселени лица не можеме да ги запослуваме по обштествениот договор. Он е 2 години Дури работи. не се запослат сите лица кои се дојдени до 31.12.70 година. Од кога тие ќе се запослат, ќе почнеме запослување на овие новодојдени. Ама дошто ќе живеат они А тука? другарке, обштествен договор, колку ми е познато, сиве градишта во Македонија им е донесено. Ако е он социјално загрозен, сите заводи за правово последување се должни прво да ги запослуват таквите лица. Добро, Ovo вие što je питавте tajna. ли ја Незе како е она, дали е она загрозена или не? Не, она ќе си докаже Видите, за тоа. он Има зема поступак. 100.000 плата, 60.000 стан, 20 плаќа за струја, за вода 80.000. Пред тоа он ше е купил кола на кредит 35.000. Ние, значи, ја веривме за да се малку од не оптеретиме за тоа што имаме и други деца. Сега ни се нафрло уште еден член Знам, плюс. само она е као техничар могла да Она најде е го вишиста, крило. она е абсолвент на виша техничка школа, али ето Редовно, сега за јел? сред. Да, редовно, она е абсолвент, уште 8 испита А завршава. друга ќе Она чак може и не да може завршава, ја да водиме, заврши онда тука. ќе она 12 му деца сме. 12 деца. Да, 30 најки, ја имам 2 деца. Па што работите она? Приватно? Нико не работи, нико не работи. Приватно Татко си ми собера хартија, собера тој и Значи си ставиш уверење, семејно, материјално. све го носи, ево дома, све тука се све го носи. Да, И не и? сака да ме види. Ево 2 години како се мно бират, ником не Не, еден од вас може да добие. Сите 22 не работат? Нико не работи, нико не работи. Луѓе во се до детенце живеат под килија, плаќаат 60.000. Работникот што работи кај нас прima 120. Да. Има и некој кредит, така да останува човекот без јадење. Веројатно имате ви повеќе такви социјални случаи, но сакам да ви се обратам, да ви кажам што квалификација има. Ја не знам, веројатно преку заводот овие лица што се под ликвидација имат и некоја предност. Како член на собрание ми се чини дека така беше. Поколку добијат статус на технолошки виш. Да. Тога да. Али То се- не е ова технолошки вишок, туку Не знам. ликвидација. Знам, то не е. Да. Зодиш. Аца. Да. Па, друже директоре, така речено, морав и кај вас више да дојдам. Да. Имам едно девојче од 52 година. Да. Заврши 70 кроз 71 година градежно техничко. Уште одма е пријавена тука у бирото. Да. Неколку пати сме доваѓале тука кај другара што работи у соба број 2. Па вика чекајте ред. Па ево трета година уште редот не го дочекаме, така речено. Летоска у јуни месец имаше конкурс у општинско собрание. Да. Конкуриравме таму. Појди кај еден, вика ќе го барате, ете кој си човек. Појди Во кај општинско други собрание. во општинско собрание. Да. Појди кај други ќе го барате некој си други. Така речено само не шета од врата до врата. И на крај добивме одговорот таму, викат на местото кое конкуриравте е примена ете која си. Сега пред неколку дена, односно завчера во петокот, беше у вечер пишано девојче у градежна, ова градежно предпријатие у Пелагонија беше испратено. Да. У понеделникот, вчера, дошло тука у Собрај 2 и другарот е рекол, па што си барала, односно прво е рекол, што си чекала досега, бе, добро бе човек, што сум чекала, тоа беше у петок објавено, сабота и недела не се работи, денеска е понеделник, дојдов. Да. И ја дал картончето да оди таму. Отишло у Пелагонија таму, некоја си нивна службеничка која работи таму по персонална служба. А покана она добили, девојчево? Само преку вестникот што Преку имаше. вестникот, да? И службеничката у Пелагонија викат, па што ве мача, што ве малтретирате и вас? Па детето кое требаше да работи овде пред 2 месеца. Ете, тоа е заводот. Тоа сме ние што чекаме.
И никого не обвинуваме што чекаме. Сосема ги разбираме тешкотиите. Но, кој е тој што се уфрлува во нашето чекање? Кој е тој толку моćен што конкурсот го прави формалност, што единствен критериум му е го познавали татко му и неговиот комшија? Кој е тој што вели дојди утре и веднаш почни да работиш? И кој е тој што го прогонува?